Почната е отворената ваш. Значи математика за 7 оделение, денешната лекција ни е транслација. Транслација. Ова не знам. Да, Ќе научам. Лина ме изненадуваш сега. Ќе не научите наставнички. Виднаш. Јас си кажувам кога не знам нешто, не знам, ама сакам да научам секогаш кога. Сега се надавам ќе успееме овдека убаво да ни фатат камерите и да цртаме на овој координатен систем, бидејќи ни е битна прецизноста. Значи имам еден координатен систем овдека. Учениците има лесно, битно ни е да е поделено на квадратчиња за транслацијата. Кај учениците во тетратките е лесно бидејќи веднаш имаат веќе квадратчиња. Што ни е транслацијата? Ни е геометриска трансформација со која што фигурата ја поместуваме за даден број единици и тоа. Како ја поместуваме? Може да ја поместуваме надесно, налево, нагоре или надолу. Односно ја поместуваме по x и по y оската. Ако кажеме да се помести фигурата било која, значи да е 2D форма, дали станува збор за отсечка, триаголник, неправилна некоја 2D форма, не е битно, значи ако кажеме да се помести две единици надесно, тоа значи дека треба всушност во вашите тетрадки две квадратчиња секоја точка да ја поместите, да. И веќе вака само ќе им покажеме за точка, мислам дека ќе можеме и тука. Вака, ако ова ни е координатниот систем. Сега, ако имаме овде една точка, ева овдека нека е, и треба да ја поместиме за две квадратчиња надесно. Значи, внимаваме на поделоците долу на x и на y оските кога поделиме? Да. Ќе ја поделиме, меѓутоа ние само ќе ја намалиме овдека. Само да ми ја покажеме по стапката, а потоа прецизно ќе цртаме таму, биќе овде вака не можеме да бидеме многу прецизни. 1, 2, 3. Значи овдека единицата, двојка, тројка, минус 1, минус 2, минус 3. Што внимаваме? Еве ја точката. Ако кажам транслација да направиме на точката А, за две единици надесно, значи што внимаваме? Така, така. Што забележуваме? Две единици каде би дошле? Еве го, една единица, две, значи кај единицата, но внимаваме горе на висината. Истото, да. Така. Значи тука ќе дојде сликата на точката А1. А1. Еве доколку беше отсечка. Еве, овде да имавме точка Б и всушност ова да ни беше отсечката АБ да требаше да ја пресликаме да ја направиме транслација. И што правиме сега? И правиме транслација и на точката Б. За 2, 1, 2 би дошла точно во координатниот почеток. Овде. Така, и тука ни е точката B1. B1. Што забележуваме? Дека секогаш оригиналот и сликата ќе бидат еднакви, складни. Да. Значи, запазуваат големина, запазуваат форма. И веќе ја усложниме. Ако имаме наместо отсечка триаголник, нека е еве вака, овдека е единицата, тука. Да имаме точка С, че повторно кога ќе ја пресликаме ќе дојде овде тука и кога ќе поврземе еве. Гледате што се случува? Триаголникот само како да бил излизган надесно. Да. Значи, ако транслацијата треба да се направи за две квадратчиња надесно, целата фигура ја лизгаме за две места надесно. Во случај да требаше да направиме транслација налево, односно ни кажува минус 2 единици, тогаш одиме налево да ја лизгаме фигурата. Освен по x-оската, значи транслација може да правиме и по y-оската, односно нагоре и надоле. Истиот триаголник, ако треба да му направиме за две квадратчиња наместо надесно, надолу транслација, тогаш овдека ако ни е минус 1, овдека минус 2, значи ќе се обидеме. Значи ако имаме 1, 2, тогаш првата би била овде, тоа би било А2, може, зашто втор? А2, ова би било 1, 2, втората би се случила, ама малку тука е, таман. Тука? Да. Тука би било C2 и третата Б, би било 2, така. Овде B2 и која ги споиме? Е така. Значи излизган триаголникот сега
надолу. Линија прецизно дека не цртаме со... Така, со немаме линија, точни поделоци, Да. не смееме со линиарите да цртаме на оваа табла. Ќе нацртам сега овдека во овој координатен систем една фигура и да се обидеме да ја направиме транслација. Ајде, ви додека нацртате, може ли јас да се обидам на оваа табла да направам координатен Пробај. систем? Овие се За да ни биде полесно, не знам за децата дали ќе... Комшита, ти добар си? Да, внимавам, слушам. Интересно ми е. Еве, вака. Само не знам дали овие фломастерот со кој што пишуваме фломастер за вакво. Се гледа, мислам. се гледам, а дали ќе успееме подалуците се да ни бидат како што треба. Еве фигурата. Така. Значи, еден рамнокрак трапез. Одлично, мислам дека камерите доволно фаќаат, ќе можеме да работиме и на овој координатен систем. Еве да направиме транслација за 3 квадратчиња надолу најпрво. Добро. Ќе сакаш да се обидеш? Да. Само да земеме друга боичка да не биде со црна. Еве таа зелената. Еве ја зелената. 3 квадратчиња, кажавме? Еве да почнеме од точката А. Точка да. Ако треба 3 квадратчиња надолу, значи каде би дошло? Чи на 2 Еве, а? некако, да. 3 квадратчиња само надолу треба да се спуштиме. Чи овде некаде. Така, да, значи тука ќе биде. тука е точка. Така. Добро. Одиме сега Б. Ако и Б ја спуштиме за 3 Та квадратчиња. исто на истото место. Така. На 2. Тука. Сега ако ја спуштиме за 3 квадратчиња, каде ќе дојде сега С? Ќе дојде на местото на Б, значи Не на Б, внимавај каде е. на Одиме Б. надолу. Еве, на 5 број. тука. Така. Ова. И Д ако ја спуштиме за 3 квадратчиња надолу, 1, Исто на 2, бројката 5. 3, Тука. еве. Океј. И сега само се што ни останува, откако ги најдовме точките, само да ги поврземе. Поврземе точно. Еве ги. Ова мора на комшо да му го покажа. Да. И еве ни ја транслацијата на трапезот за 3 квадратчиња надолу. Тука ќе имаме значи А1, Б1, С1. C1 и D1. Што сега? Еве. Сега ќе земеме друга боја на сликата да ја направиме транслација Ќе направиме сега транслација за 5 квадратчиња надесно. Добро. Од која точка ќе тргнеш? Од Б. Може од Б? Од B1 на сликата Да, рековме од ќе B1, правиме. да. Значи, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. 5. Тука. Тука. Добро. Тоа е на Ајде сега на C1. Добро. 1, 2, 3, 4, 5. На истото. Тука. Добро. Одиме сега на D1. 1, 2, 3, 4, 5. Тука. И ни остава уште еден. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Тука. Одлично. И Добро. може сега да ги поврземе. Ау. Ајде вака на масата ќе ги поврземе, па ќе им покажеме како изгледаат поврзани. Ги поврза вака, ги поврза. Одлично. И видовме надолу, надесно. Ајде сега на оваа слика да ја направиме транслација за 2 квадратчиња нагоре. Добре. Земи нова боја. Добро. Лина, браво. Не знам Лина. колку баш точно, ама се потрудив да... Да, ама ќе ни треба 3 квадратчињата. Да, еве сега ќе ги направам со други боички наставнички. Ево, Тоа е мислев да го правам. Се.
Два само не ги забележавме. Значи од тука две кажавме? Да, две нагоре, така, таму, Овде. така, ајде ова, Тука. така, одлично, Лина и новиот ученик почна да работи. Па знам ја затоа го натерав да работи, он прво се плашеше. Дека од математика и сами знаете дека сите се плашат. Ма не, комшите не се плашат математика, но комшите кога не присуствувал на претходниот час, ма многу така. Ама сите часови ни се различни математика, така наставничке? Така е. Па да, ама јас сум со вас сега овој час. Јас сум бил на претходниот, кажа. Еве го, сакав и ова да го видиме, значи да не мислат учениците дека им е грешно, доколку оригиналот и сликата се пресечат. Значи во зависност од тоа колку квадратчиња е транслацијата, може да добиете и да се сечат оригиналот и сликата. Да, ова е дури cool. Лина, можеш ако не само едниот квадрант да ни го спремиш, правиме или, уште нова? или може да избришеме и да нацртаме нова фигура. Да, овде. може. Кај има такво, Само една влажна рака. Може и со ова. може со тоа. Go, Лина, go! Еве сега нека ни е дадена ваква. Еве, буквата, ова, овој пат во првиот квадрант нека е, а сега да и направиме транслација за 3 квадратчиња налево. Не направивме Налево? налево, да. Добро. Избери си боја. Може со зелено? Може. Добро. Че 3 налево. Ако ти е полесно, држи еве вака, овдека, за да може да црташ. Убаво мислам дека ќе може да ќе Вака може да мислам фата дека овдека. супер тука. Еве, за да може да Добре. црта Значи 3 налево. и тука. Така, тука ќе биде одлично. А едното. Така. Сега ова Јас дури да го нацртам ова ќе звони наставнички. Таман за домашна ќе им зададеш таму задачата. Така ти Елина. 3. Така. Сега треба оваа страна. Оваа точка. Да, таа точка. Каде би дошла таа? Тука, да. Ете така ќе се приклопи одлично. Да. Ова, Сега тоа исто тука. така. Ова, Ова, ова? така. 1, 3 тука. Така. Ни остана уште ова. 2, 3. Така ќе дојде точно кај. Тука не. Така. Тоа смицата. И сега само да поврземе. Така. Да видам што работите вие. Буквата Л. Одлично. Транслација направивме налево. А јас може да зададам задача за домашна. Да, може да ни нацрташ еве твоја фигура по твој избор. Да. Еве. Еве вака да затемниме, само нека го фатат уште ова камерите, направивме значи транслација за 3 квадратчиња налево. Одлично. Знам дека убаво можеа да видат учениците. Да. Благодарам, гледаш дека не е тешка. Не е воопшто. Значи, а ова? Вака може? Може, супер. Јас би Тама спои ги сакала... само и овдека Да. можеш. Да. Јас би сакала ова да го получат за две, како се вика, пулиња? Квадратчиња. Две квадратчиња. Еве ќе им запишеме, Лина. Значи, Еве во сите нека одат. а Еве. дали може две квадратчиња надолу и една квадратчиња десна? Еве, 2 квадратчиња надолу, И една налево. едно квадратче Налево. налево. Толку? Толку. И Ајде уште едно ќе им дадеме. Може И потоа долу. 3 нагоре нека одат. И И долу Колку? 4. и 4 квадратчиња потоа надесно Надесно немавме. немаме. Ајде надесно. Еве Еве надесно. таман во сите правци Еве ќе домашната задача од мене, наставничката и од комшито. Може ми е прв пат ние да дадеме домашна задача, ви благодарам што ни одлична задача дозволивте. смисли. Да.
Правиме, толку завршивме со математика за денеска, дали ви се верува? Чика, чика!